Планинарите здивна, им се прифати барањето и од 24 април се укинува забраната за движење низ шума. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски на барање на јавното претпријатие Национални шуми ја отповика забраната за движење во шума и шумско земјиште со кој стопанисува јавното претпријатие, донесена на 16 април оваа година. Со промената на временските услови и пролетното развивање на вегетацијата се намали опасноста од појава на пожари на отворено и поради новосоздадените услови Министерството за земјоделство на барање на национални шуми ја укинува забраната за движење во шума и шумско земјиште. Решението за укинување на забраната стапува во сила од 24 април 2020. Планинарите и останатите љубители на природата силно беа револтирани по одлуката за забрана за движење низ шума, која беше донесена пред една седмица. На барањето се приклучија и планинарите од Кочани. Планинарите на Осогово од Кочани и сите планинари и рекреативци љубители на природата беа крајно изненадени од избрзаната одлука и целосно се забрани движењето на сите граѓани во природата. Па така беше одлуката донесена нерационално, бидејќи месец мај и април се највлажните месеци во годината и уште на планините се под снег. Планинарите, љубителите на природата, шумите и планината се првите кои се грижат и ги чуват сите овие наши природни убавини и богатства. Со ова одлука се суспендира основното човеково право за слободно движење и уживање во својата собственост. Планинарите и љубителите на природата силно беа револтирани по оваа одлука и по притисокот до јавното претпријатие Македонски шуми. Одлуката беше укината, од која од денес, 24 април, сите љубители на природата може слободно се движат и уживат во природното богатство. Препорака на Светската здравствена организација е да се носат мерки кои нема да бидат контраиндицирани со психофизичкото здравје на популацијата. Последнава мерка за забрана за движење по планини е токму таква. Директна закана и ризик за влошување на психофизичкото здравје беше нагласено во барањето од планинарите испратено до владата. При тоа Антов додаде дека при сите активности кои ќе се реализираат од страна на планинарскиот спортски клуб Осогово ќе бидат почитувани мерките за заштита од COVID-19, носење маска и ракавици, како и држење растојание од 2 метри.